Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столе Наумов компанија. Добро вечер, Македонија. Петри Сарачини, Зоран Мажевски Гега од другата страна, Столе Наумов и нашите гости Мирче Јовановски и Зоран Витанов. Добро вечер во четвртото издание на Ноќниот експрес во втората сезона. Темата за вечерва слободен пазар, предприемништво, странски инвестиции, едукација. Се мисли на бизнис, квалитет или квантитет. Петри, дали некојаш си размислила да почнеш свој бизнис или си почнал ли досега? Па не знам тоа дали Си се осмели ли некојаш? дали она што го работам со музиката на некој начин е и некој мал вид на предприемништво, бидејќи нели договараш концерти, свирки, се расправаш со собственици на локали, клубови, дискотеки, организатори на фестивали, со хонорари, сметки, трансакциони сметки, Со муштерии, како ти нарачаат. со договори, па со бркање после кога ќе платите, како ќе платите. Како кога? Столе, мојот генерален печаток е дека тешко е во Македонија да се биде предприемач. Мислам дека сепак добрата идеја, дури и во тешки услови, може да успее, но за тоа треба да ти текне нешто каде што ќе видиш пред се, наместо да ја дадеш предност на идејата, да ја дадеш предност на нејзината сигурност. Например, да гледаш што помалку работа да имаш со луѓе од тука, да работиш со некој од надвор, еве и такви примери имаме спомнеме примери. во емисијата. Знам што предприемништвото се потикнува само со реклами во Македонија. Еве одлично. А не треба така да биде. Предприемништвото, тоа со рекламите е малце една флоскула или една магла за јавноста. Ако отидете на сајтот на Агенцијата за предприемништво и кликнете на копчето проекти, ќе видите дека последното нешто постирано таму е во февруари 2016 еден проект, што го имале со UNDP. Врти сучи пак парите се кај партиите, така мисли народот. Витанов, кај вас имаме обртен процес од ова што го мисли народот. Чекай само, Вие бевте во политика, па излеговте, веќе 7-8 години. така е. Тогаш бев млад и наивен и мислев дека И пак имате пари се. Сега имам повеќе отколку тогаш. Значи не е во право народот или? Па не, ама чекай, дали целта на ова тема е како да се дојде до пари или како да се биде предприемач? Оти тоа не секогаш е едно исто. Криминалот не е предприемништво. Значи, да расчистиме некој работа. Еден чуден вид на Дури и Маркс кажува дека криминалот не е економска категорија. Значи да не мешаме појмови. Да, така е. Овде јас сакам да зборам за предприемништво. Оти кога бев во политика бев млад и наивен. Сега не сум наивен, сега сум само млад. И затоа не сум веќе во политика. Оти сватив дека преку политика не може човек да влие онака како што јас сакам да се влие. И сега затоа влегов поинтензивно. Иначе од секој сум довес, од 97 година сум во предприемништво, значи полни 19 години. Си работам цело време тоа, меѓутоа сега во моментот воопшто не се битни кои услови се, кој човек кој што има идеја на кој што му служи на околината кај што живее и е предприемач. Значи најдобрите предприемачи денеска се оние кои што се поврзани на интернет. 1 милиарда луѓе се на интернет во моментот. И тоа е краудсорсинг, тоа е на толпа од милиарда луѓе кои што доколку им понудите нешто што тие би биле благодарни, зборот благодарам денеска се изразува преку плаќање. Јас кога одам да си купам чоколада во дуќанот за да однесам дома на семејството на деца, сам да си земам, јас што правам всушност? Се заблагодарувам што ми го донале чоколадото достапно или бананата да не одам во Јужна Америка. Да, има брато што кој ќе му дадат сметката пред да му дадат, он прашува во Канада вели what's the bad news? Која е лошата вест? Па нема лоша вест кога сам влегуваш во дуќан. Значи ти си влегол таму и ти сакаш. Корисен ми е дуќанот. Предприемништвото тоа всушност значи биди корисен за околината. Мирче Јовановски новинар многу години. Доволно за да добро ги владее овие работи во новинарството, во економското новинарство особено. Мирче, овие бројки што ги споменавме сега, ги има ли
евидентирано во некој регистар, некоја државна институција? Не верувам. Мислам дека Македонија се еден од главните проблеми кај нас е недостигот на веродостојни податоци врз основа на кои што ќе може да се изведуваат соодветни анализи и да се донесуваат соодветни заклучоци. Така мислам дека се и состојбите во врска со предприемаштвото, макар што овие бројки кои што ги спомнавте тука за бројот на фриленсери што ги спомна, нели, претпоставам дека Витанов подобро има увид во тие работи, се сосема реални и претпоставам веродостојни, да не заборавиме, и растат и ќе растат понатаму, бидејќи да се надоврзам на ова што го зборуваше Витанов со информатичките технологии, да не заборавиме дека денеска во светот една од најбрзо растечките дејности или индустрии, така да ги наречеме, така наречената sharing економија, односно економија на споделување. Да ги споменеме кои се главните, едни од главните компании во светски, во глобални рамки кои што доживуваат неверојатен подем и успех. Uber во нудењето на такси превоз, Airbnb во хотелиер, во всушност не е хотелиерство, тоа е споделување на оние луѓе кои што имаат слободни соби или куќи или станови за ноќевање со оние луѓе на кои што им е потребно такво нешто. Интернетот служи само како алатка за се спојат тие различни интереси и од тоа се прави огромен бизнис. Значи, добрата идеја за која што зборуваше и ти, за која што зборуваше и Витанов, нашла плодно тло во информатичката технологија да се развијат нови дејности, нови индустрии кои што им даваат можност на многу луѓе за да остварат приходи.
Просечниот човек во се гледа закана. И ние можеме да си бараме изговори колку сакаме, дека заради ова и ова ние не успеваме, но утре кога се разбудиме пак сме просечни. Има два типа на луѓе. Предприемачите во се гледат шанса и не барат изговори, туку барат резултати. Просечните луѓе во се гледат закана и не барат резултати, туку барат изговори. Кога ќе најдам изговор, освен што сум си го задоволил егото, ништо во животот не сум променил. Кога барам резултат, јас сум утре подобар од денес, макар и веднаш утре да не успеам, ама од неуспехот учам и потоа ќе дојдам до резултат. Се е до главата. Нема врска со амбиентот, нема врска дали сум од Македонија, дали сум од Норвешка. Имате просечни луѓе во Норвешка, имате извонредни луѓе во Македонија. Ние треба да сватиме дека се зависи од нас. Господин Витанов, ако ова се случи, кој би сакал да биде премиер? Никој. Не постои предприемач. Сакам да додам дека државата намерно како флоскула го мотивира предприемачот, меѓутоа од друга страна државата нема интерес од предприемачи. Од предприемачот е слободен човек. Да нема граници. Државата бара зависни луѓе. Државата намерно не плаши. Па државата стимулира медиуми кои што не нашата држава. Кога викам државата било каде во човештвото генерално стимулира страв. Зошто? Зошто имаме такви медиуми што секојдневно ние негативни црни вести, не знам, војни, кризи, авион паднал, затоа што со страв се владее. Ако ние не сме као народ уплашени, ние ќе сме слободни. А на која власти требаат слободни луѓе? Власта потоа се наметнува као спасител. И вика, не се секирете, затоа ние со нашиот ред и поредок, со нашиот устав, ќе ве спасиме. И луѓето што прават? Им ја дават мокита, им ја дават власт. Тоа е антитеза на предприемништвото. Предприемачите спротивен, предприемачите вика, мене не ме интересира кој е на власт. Ценам доста. Верица, се согласуваш си со овие тези до сега? Со кој? Па еве, например, последната во прашањето на Петрица Рачини, дека тие истражувања со кои што располагаме не ги покажуваат тие факти, тие податоци, тие желби, да кажем, за кои што зборуваме тука, За жал нема на кој истражување да се повикаме, значи нема некое поново порелевантно истражување кое што наменски е направено за да се види навистина каква е состојбата со предприемништвото. Од моето искуство година и половина колку што го работам порталот inovativnost.mk, можам да кажам дека сум страшно позитивна и изненадена од бројот на млади луѓе кои што во последниве години стартуваат собствен бизнис. Навистина, претходно 16 години работев бизнис новинарство и мислев дека ги познавам сите компании во Македонија. се бавеше со големите компании, со олигарсите, со банките, со институциите. И таму приказната е сосема друго. И тоа е во ред, така е секаде во светот. Меѓутоа, оваа сцена на предприемачи, стартап компании, креативни, иновативни идеи, работи кои што го менуваат светот и бизнисот, се тие кои што сега ги запознав. И сум страшно позитивно изненадена, повторно ќе кажам, од бројот на млади луѓе кои што влегуваат во бизнис храбро. Имаме уште две снимки да ги слушнеме. Предходно една реченица, две за Јовановски, исто прашање го поставив. Интересно е ово прашање за новинарите, затоа што последните месец-два постојано се бркаат од работа, се отпуштаат. Па мислам Верица каже една многу добра поента дека всушност предприемачите, луѓето со идеи треба да бидат нашите херои. И дека тие треба да се потикнуваат и ние што работиме во медиумите дека треба да им даваме повеќе простор на таквите луѓе да ги кажат своите мисли, своите идеи, своите проекти и да придонесеме на тој начин за развој на предприемаштвото кај нас. Меѓутоа, би сакал уште две поенти, ако ми дозволите, во врска со досегашните дискусии. Витанов рече пред малку дека идејата е многу важна и тука се согласуваме, например, како еден вид предприемаштво може да се земи вашата емисија, бидејќи вие сте вовеле некоја иновација во радиоемитувањето преку негова визуализација. Профитот кај предприемачите. Добро, па секогаш профитот не доаѓа, не секогаш не ја следи добрата идеја. Не секоја добра идеја се валоризира на пазарот како што би требало да се валоризира, бидејќи влијаат различни околности. Значи идејата е основа на се. И јас се согласувам дека идејата на никого не може да му биде украдена. Како што рече Витанов, можете да го убиете Бил Гейтс, не можете неговата идеја, неговата замисла, неговата креација. Визијата. Меѓутоа,
Поентата ми е во друго. Сепак сметам дека во една држава институциите се многу важни за поттикнување на претприемаштвото, бидејќи идејата е точно, не може да ви биде украдена, меѓутоа институциите може да ви го уништат бизнисот. Правиме од неа песна да нарачаме живот мина, та замина само зборот со нас остана. Но љубов летна од дворови, кај друга денес носиш сватови. Одамна ти ме заборави и да ме сретнеш немаш зборови. Јас ти носам кај пасмирачи. Стара желба да не ме мачи. Сега ке ти посакам и ке ти нарачам зад мери песна нека прозвори. Од бабата нарубано, но сада следи било мишано. Две златни лири, две судбини, по парче желба ке ни остави. Јас ти носам тај пасвирачи. Стара желба да не ме мачи. Среќа ке ти посакам и ке ти нарачам зад мери песна нека прозвори. Извршен продуцент Горан Гаврилов, водител Столе Наумов, продукција Канал 77, август 2016. Ме води музика, ме движи забава, информација со Канал 77. Добро ме познава и што посакувам, со инспирација Канал 77.